Имаме интервјуса на дите, сме муа на студио, депутати ВМРО ДПМН Антонио Милошовски, мета целин да биседоим пара етимет. Би трагедија кочалнит пара желимет политике. Добро дојдовте во Алсат. Благодарам за поканата. Сакам ова интервју да почнеме со прашањето за истрагата што се води за случајот во Кочани, за трагедијата во Кочани. И сакам вака на правниот аспект првично да ве прашам, дали постои негде во светот случај кај што ретроактивно се истражува и се почнува кривичното дело да се докаже не од моментот кога е извршен, туку од 12-13 години наназад. Видете, имало неколку вакви случаи до сега во различни земји. Например, еден имаше сличен случај во Лондон, еден имаше во Романија. За жал, оваа трагедија се случи во Македонија. Сметам дека овој кривично правен настан не може да се толкува само според последицата која што е настаната во тој момент на трагедијата, туку мора темелно правнички зборам да се истражат и причините. Причините според мене, да бидам поедноставен, се во корупцијата која што го завладеала системот на давање на лиценци, одобренија и други прогледување низ прсти на ваквите локали, кабареа и дискотеки. И затоа сметам дека ваквата темелност во истрагата, која што оди и неколку години наназад, е правно издржана. Еден важен момент што ќе биде и за комисијата во иднина, кај што и вие припаѓате, е како обвинителството ќе успее да го докаже кривичното дело. Утврдување на кривичното дело, кога има меѓу тие што треба да бидат обвинети има загинати, меѓу тие што треба да бидат обвинети некои не се достапни, или меѓу тие кои треба да бидат обвинети, некои не се директно инволвирани во случајот. Дали во правниот аспект може да се докаже кривичното дело тука за загрозување на безбедноста? Според мене, самата бројка на досега, барем би рекол, осомничени, ќе видиме каков ќе биде обвинителниот акт, е прилично висока бројка, повеќе од 42, колку што знам. Тоа значи дека самиот предмет, доколку заврши пред суд и биде одобрен обвинителниот акт, не верувам дека ќе биде предмет кој што ќе трае кратко. Колку е поголем бројот на обвинети лица, како група или причинско-последично поврзани актери, осомничени или обвинети за одреден случај, толку се поголеми можностите тој судски предмет да трае подолго. Но она што според мене е позитивно од целата оваа истрага е што споредено со други трагедии кои што претходно се случувале на територијата на Македонија или надвор од територијата на Македонија, а поврзано со македонски државјани, како во случајот на Беса Транс, сега нема пасивност на истражните органи, туку гледаме дека има проактивност и на Министерството за внатрешни работи и на обвинителството. И сметам дека таа ажурност треба да биде поздравена. Тоа не значи дека ќе се преюдицира исходот на судската постапка, но во секој случај дава доверба дека се постапува на еден темелен начин. Дали според вас, пошто споменавте сами вие Беса Транс, ако се отвори случајот и ако се прошири истрагата, треба, например, да бидат повикани и гонети за злоупотреба на службена положба, несовесно работење во служба, злосторничко здружување и сите други кривични дела, сите полицајци кои со години работеле во граничниот промин и кои дозволувале Беса Транс со фалс лиценца, со неисполнети услови за вршење на транспорт, да ја премини државната граница на таков начин како што доведе до трагедијата. Од денешна гледна точка, сметам дека доколку има основи за преотварање на овој случај со Беса Транс, бидејќи таму најмалку имаше истраги, се согласувам со вашето мислење, не би набројувал колку поединци, но би требало секој оној кој што влијаел со дејствување или со недејствување спротивно на неговите надлежности и со тоа директно или индиректно овозможил небезбеден транспорт на луѓе со автобус кои што нема лиценца да доживеат таква трагедија, би требало да биде дел од истрагата. Какви докази би се обезбедиле
и кој би бил обвинет во обвинителниот акт, тоа сепак е тема која што ќе треба Да, прашувам да дали биде овие разработена. прашања ќе треба да се постават во анкетната комисија, заради тоа што сите поранешни министри на економија се повикани на разговор, еден од нив е во притвор, другите се во куќен притвор. Да. И од овој аспект сакам да знам кај е вина на министерот тука, ако, например, видевме вчера конкретно 10 пријавени полициски службеници, првиот изготвил акт до Министерство за економија. Второ пријавениот, трето пријавениот доставил мислење дека ги исполнува условија. Четврто пријавениот за сообраќај, пето пријавениот за условите против пожар. Се, кај е вината на министерот тука да лежи затвор, например, или притвор, конкретно како што е? Според мене, министерот не е иземен од одговорноста на неговата надлежност. Добро е министерот да верува на дадени изјави, но исто така уште подобро е министерот да проверува дадени изјави, без разлика од кои институции доаѓаат. Не мора министерот секогаш да ги прави, да влегува во микроменеджмент и секоја изјава да ја проверува лично, но мислам дека министерот е должен, согласно надлежностите, бидејќи на крајот тој ја носи одговорноста за издавање или неиздавање на лиценца, повремено или со одреден распоред и динамика, да ги проверува сите тие лиценци и одобренија кои што ги дал, дали ги исполнуваат условите за кои што некој потпишал дека ги исполнуваат. И затоа сметам дека, бидејќи Министерството има една голема екипа, има оделенија, раководители на сектор и други соработници, министерот имал капацитет да ги задолжи да направат темелни проверки за истиот да не биде доведен во заблуда и да потпише нешто дека заслужува лиценца, а можеби тоа не е случај. Дали истото треба да важи и за министерот кој е сега во функција, а е во функција од јуни па ден денеска? Она што го слушнав од јавниот обвинител е дека за тој министер не е утврдено дека во овој период имало било какво барање или поднесок поврзано со лиценцата на тој обект каде што се случи оваа трагедија и веројатно заради тоа е иземен од таквата истрага. Како поранешен дипломат и човек со искуство во дипломатијата, дали држава знае точно кој, каде е амбасадор? Се разбира, државата секогаш мора да знае кој каде е амбасадор. Во оваа прилика знае и обвинителството и Министерството за внатрешни работи. Ме интересира ваш коментар во својство на поранешен дипломат и во својство на пратеник сега за претресот и контролата во домот на амбасадорот во Норвешка Дритон Кучи. Држава знае дека човекот е амбасадор, Да. не е достапен во државата. На смисла каква порака ние му даваме на тоа држава каде го пратиме тој амбасадор? Значи, во полицијата, според мене, има едно покласично или би рекол поконзервативно спроведување на законските норми, кога ќе биде даден налог за претрес на одредено лице кое што е предмет на истрага или предистрага, тогаш се постапува се оди на адресата која што тоа лице како државјанин на Македонија ја има заведено во оваа држава, без разлика каде живее во државата. И се поканува тоа лице на таа адреса. Кога ќе се утврди дека не е тука, тогаш се постапува веќе на втората адреса каде што има престојувалиште, како што беше случајот со амбасадорот Кучи во Осло. Но од друга страна исто сметам дека неговата постапка на времено и доброволно јавување пред органите каде што треба да даде исказ е сосема исправна и мислам дека треба да биде пример за однос кон институциите. Сакам да ја прашам врска со анкетната комисија. Опозицијата, конкретно ДУИ, бара да почне од Кочани. Владеачкото мнозинство бара да почне од другите, за жал кажене, трагедии, па после да се стигне до Кочани. Дали сметате дека може една заедничка анкетна комисија да биде отворена за сите случаи? Прво да кажам за иницијативата на ДУИ. Согласно Уставот, анкетната комисија може да се основа и да биде вонредна, но условот е да има 20, најмалку 20 пратеници кои што ќе дадат поддршка
Иницијативата на ДУИ имаше само 16 подписници и сметам дека дури и во нивната коалиција не успеа да го соберат целосниот број на пратеници, што говори за, условно кажано, капацитетот на ДУИ да привлече дополнителни пратеници за поддршка за нивни иницијативи. Второ, морам да констатирам дека многу анкетни комисии до сега се формирале во собранието. Исходот не бил задоволителен. Тоа не значи дека е оправдание да не се формира анкетна комисија, може да се формира во секое време, но треба да ја имаме и поуката тоа што да очекуваме од анкетните комисии. Анкетната комисија нема да може да го замени обвинителството или судот, но може да укаже на одредена политичка одговорност. И третата работа што сакам да ја споменам е дека во случајот на трагедијата со Кочани, каде што имаме ажурно постапување на МВР и на обвинителството, ценам дека на таквата истрага треба да и се даде шанса да продолжи, бидејќи е ажурна и е актуелна. За жал, во случаите поврзани со модуларната болница и со Бесатранс, ние имавме отсуство на действување на правосудните органи и на МВР во тие случаи и тогаш парламентот беше на некој начин приморан да ја подигне малку лествицата на видливост на тие скандали. Сакам во врска со јавниот обвинител да прашам нешто. 2 дена пред трагедијата во Кошани, на 14-ти, премиерот, цитирам, кажа, ке се пишманат двајцата обвинители, тука спомнувам и главниот обвинител и обвинител за организиран криминал, за действувањата и реакциите што ги прават. За потоа на 17 и 18 март премиерот да каже дека моментално запре постапката за разрешување на јавниот обвинител. Дали се уште стоите на тоа дека се додека се води истрагата, јавниот обвинител треба да биде во таа место, или сепак незадоволни од тоа можно во иднина како се спроведе истрага, или сте исполнети услови, треба јавниот обвинител да биде разрешен? Да. Според мене, владата веројатно ќе остане на, би рекол, на едно статус-кво во овој актуелен момент на истрагата, да не се прави некој кадровски прекин во самото обвинителство, што би можел да наштети на динамиката на самата истрага. Но, ако ја гледаме целата слика во политички контекст, тоа е моје лично мислење, во моментот кога оваа истрага веќе ќе биде заокружена или ќе добие некоја своја јавно обвинителска форма или форма на обвинителен акт, мислам дека треба да продолжи постапката за јавниот обвинител, бидејќи ако претходно сме имале размислувања дека одредени постапки кои што ги прави не се соодветни со самиот закон за обвинителство, тоа не значи дека оваа ажурност за овој трагичен настан треба да му биде компензација за сите други неажурни действија. Затоа ценам дека во овој момент веројатно е опортуно да се даде можност обвинителството да ги вклучи сите своји ресурси и да го комплетира овој предмет, но потоа мислам дека политички би требало да ги следиме принципите кои што ги кажа и председателот на владата, а и ние како владеачко мнозинство ги поддржуваме, да дојде и темата за одговорност или доверба или недоверба на државниот обвинител во собрание. Надвор од анкетната комисија и истрагата за Кочани, сакам малку политички да ја прашам во врска со слушувањата кај коалицијата вреди. Одлучи да се разделат, така прилично кажено беше вчера дознано од двете страни. Бидејќи премиерот е надвор од државата, уште немаше можност да се изјавува за тоа. Кој е ставот на владата и на партијата во врска со ова? Јас можам како представник на ВМРО ДПМН да го кажам ставот на партијата, на владата ќе го слушнеме од премиерот. Прво, не сме задоволни што има вакви турбуленции во коалицијата вреди. Ние би биле многу посреќни ако тие успеат да ја задржат својата политичка компактност, бидејќи таа политичка компактност беше еден силен адут за да ја добиеме заеднички довербата од гласачите, а таа доверба беше
ново парламентарно мнозинство да раководи со државата и да ги поправи грешките на СДСМ на ДУИ, кои што добија порака дека треба да бидат во опозиција. Истовремено не можеме на ниеден политички субјект да му сугерираме како размислува да настапи или да не настапи на локалните избори. Она што го имам добиено како брифинг е дека председателот на владата, кој е и мандатар на оваа владина коалиција, сигурно е дека после враќањето ќе има разговори со секој коалиционен партнер, вклучително тука и со партиите кои што се во коалицијата ВЛЕМ и исто и со Министерот за здравство, за да видиме што можеме ние како поголема политичка партија да помогнеме во менеджирањето на процесот, да се зачува компактноста на парламентарното мнозинство, но во секој случај стабилноста на владата не е загрозена. Ви благодарам за ваше време во Алсат. Благодарам многу.